Добро вечер. Најдолгиот стаж во плурална Македонија на резиденти на Илинденска им припаѓа на Дуи. Влегува со ореол на борци за албанските права, долго време се шепкаше нивното име во сите комбинаторики, меѓународната заедница без сомнение ги сметаше за фактор на стабилноста кои може да придонесат за придвижувањето на некои предходно тешки теми за фасилитирање, но дека тие имаат и поддршката и силата да го завршат тој процес. По 20 години тие по прв пат заминуваат во опозиција. Ако не ја сметаме кратката пауза 2006-2008 година како обид на Никола Груевски да воспостави друга рамнотежа на силите. Тоа спуштање во адот на Дуи всушност отпочна со можеби највидливо со глоговиот колец кој што им го приреди таа блиц епизода со Артан Груби, прво црна листа, потоа отворање на истраги и неговото бегство. Не дека медиумите во подолг период од старата фраза може би оваа друштво се криминализира, не придонесоа таа општа фраза да добие имиња и еден чуден органограм кој што се буквално семејни стебла, пријатели и политички протежирани бизнисмени. Скоро секој од новите истраги кои се отвараат само сведочат дека така наречениот концепт на едно општество за сите во суштина можеме да го пресликаме токму во овие авантури и изборот на компании кои ќе одработуваат во тоа едно општество за сите за клучните партнери во владата. Се разбира, поголемиот дел од работите ќе мора да бидат докажани на суд. Но политиката живее од перцепција. Разбирајќи го тој бенефит, Христијан Мицковски навреме најави дека првата негова мисија ќе биде перфорирањето на Дуи. Тој машинец знае како веројатно се буши и тоа е можеби почетокот во кој се очекуваат одговорите од Дуи. Влене тука со посебни потреби кои што обсесивно наблюдува и навива со чудни соопштенија кои звучи како да се напишани во штабот на ВМРО ДПМН. СДСМ, разбирајќи го новиот контекст, се обидува да покаже дека повеќе нема намера да биде адвокат на ѓаволот. Се разбира, после 20 години власт не е така лесно да се пресоблечете, меѓутоа важно е прашањето во кој правец ќе оди тоа пресоблекување. На изненадување на многумина, фрлањето на европскиот костум и враќањето само кон старите униформи на борците за правата на албанците се изненадувачкиот инфериорен потек на Дуи. Имаат ли нешто друго за игра? Има ли во заднина некаков договор? Која е смислата на обсесијата дека ништо не е од дома и се доаѓа од Белградската централа, која всушност, создавајќи политиката на српскиот свет, ги има заведено и ВМРО-вците, а Бујар Османи им препорачува на браќата од Влен, кои не разбираат каде влегле, час поскоро да излезат, за да можат да предизвикаат предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Првата стапица на сценаријата кои ги развиваат сите страни, веројатно ќе биде одлуката на Уставниот суд. Многу врева за ништо, но и доволно повод таа да се интерпретира како почеток на удар и разградување на Охридскиот договор. Што всушност сакаат да одиграат, што меѓу себе си разменуваат и дали е воопшто возможно некој кој што е законодавец како Али Ахмети да може да одлучи да му се закани на Уставниот суд, чеј што епилог вели ќе биде почеток на таква политичка криза од која нема да се видат ниту локални избори, дека тие се подготвени да ги чуваат кутиите, во неможност било кој да пристапи да го изврши тој процес. Дали повишените тонови се само магла во која треба да се сокријат темите кои што власта се обидува да ги наметне, а се дефинираат како бевме во право, тие се криминалци, нека се приберат, нека се реформираат, па потоа ќе разговараме за политика. Сега вечерва кои се, што прават, колку се изненадување за сите нас и колку тежина има во нивните најави, ќе разговарам со потпредседателот на Дуи, Бујар Османи. Добро вечер.
Добро вечер. Нешто се смешкате додека јас сум смислила некаков текст, верувам дека... Знаете зашто се смешкам? Затоа што овој вовед толку би бил идентичен во 2006-та, истиот вовед, само што две работи би биле различни, место Христијан Мицковски и Никола Груевски, место Законот за јазици, Законот за знамето. Ова беше наративот и тогаш. Ајде, сега дојде време, овие од 2001 да им го покажеме местото. И еве, 20 години подосна, за жал, воопшто не сме се придвижиле во поимањето на улогата на ДУИ во оваа држава. Можат ова сигурно да ми го злоупотребат овие вленовци од опозиција, но од македонска перспектива, за тие македонци кои што ја гледаат државата како најважниот асет на народот, ДУИ е најпатриотската партија во оваа држава, бидејќи единствената партија која што го создаде, го гарантираше унитарниот карактер на државата, бидејќи еден исфрлен народ од институциите со 0,2% представеност во институциите 2002, го внесе во системот, зацврстувајќи го унитарниот карактер, нема место да понуди алтернативен обид, паралелни институции и други теми и така натаму. Значи, првото, што е најважниот оригинерен македонски интерес, да има унитарна држава, така, но не беше на импортираниот прокси интерес, за кој што вие спомнавте. Второто, ДУИ беше моторот за членството во НАТО, што е вториот по важност македонски интерес. И за жалеве 20 години подосна, се уште македонските политички партии јаваат на бранот на албанофобијата, преименувајќи во рамки на една политичка култура во ДУИ-фобија, со цел да ловат политички поени на тема несвесни дека удираат по најважното, најсветото, што ДУИ го донесе како додадена вредност за една функционална мултиетничка демократија, членка на НАТО и членка на Европската Унија. Затоа се смеев дека, еве, 20 години можам слободно тој говор, тој вовед да го вратам во 2006 со тие две измени што ги реков, и тоа е за жал. Добро, нема да ви враќам, запомнив се, па од ова ќе почнеме после првата пауза за реклами. Господин Османи, како ги наблюдувам соопштенијата, јазикот кој што го користите, јавните настапи, дури и оние пораки од улица кога се среќавате со своите, искрено да ви кажам, имам чувство дека ви недостига Артан Груби. Тој беше пораскосен, дури кога ви приредуваше антистрес терапија, беше тоа малку играње во костум на мали голчиња. Дури го проверив датумот, бидејќи пишува посебен ден, тоа е дента кога владата го прифаќа договорот за Бехтел и Инк. Ете, тоа била малата релаксација. Кога се обидувате да им испратите порака на Влен дека ништо не разбираат каде влегле, тоа значи дека вие подобро го познавате ВМРО ДПМН и сакавте да влезете и веројатно логиката е ние да влезевме, ништо од ова немаше да се изведува. Ама минатото за кое претходно ми зборувавте не сведочи за таква патека. Останавте со Груевски до 2016-17 година и на вашиот грб е подписот заробена држава од Европска Унија. Не направивте никаков чекор да препознаете дека од тоа треба да се излезе. Колкав е вашиот кредибилитет сега да ги предупредувате, бидејќи тие се нелегитимните албанци, дека ништо не разбираат и дека час поскоро треба да дадат некакво ДДВ на вашата битка, дека ова е вистинскиот момент кога треба да се стопира проектот на ВМРО. Прво има една квалитативна разлика кога седите на маса со коалиционен партнер, а при тоа вие го имате легитимитетот на народот, вас не ви се важни односот на силите. Туку си имате своја програма, ја си ја соочувате со програмата, со таа на коалициониот партнер, се обидувате да најдете компромис. Кога вас ќе ве изберат заради подобност во влада, а не заради тоа што ве избрале граѓаните,
тогаш вие немате позиција воопшто да се соочувате, затоа што вашиот патрон ви вели ќути, затоа што јас те избрав, затоа што така сакав, а не дека некој те донесе овде. Значи, тоа е квалитативната разлика меѓу учеството на ДУИ во било која од владите и во било какви влади. А второ се разбира така функционираше Зоран Заев во вашата прва коалиција, затоа што тој не беше победникот на македонската страна. Значи, механизмите за заштита од мајоризација се однесуваат на немнозинските заедници. Ма каде се спроведуваат тие механизми? Не на мнозинските заедници. Затоа што целата причина зошто дојде до рамковен договор и до 2001 е затоа што албанците беа надгласувани, мајоризирани и спречувани во сите нивни обиди да укажат, како што сега укажуваме секојдневно, и дека работите не одат во добар правец, дека албанците се омаловажуваат. И сличен одговор, за жал, денеска пуштивме едно соопштение, морам да кажам, како реакција на една изјава на премиерот. Знаете дека има само 2 објави во македонски медиуми? Значи 2 објави, и тоа од една телевизија и еден портал, на реакција на ДУИ на премиерот, а изјавата на премиерот е, мислам, насекаде веќе во фрижидер се појавува. Оти знаете, претходно вести се отвара со Facebook статус на Артан Груби. Сакам да кажам дека ова подценување на автентично незадоволство на албанците беше едно време и тоа доведе до механизми во кои што рамковниот договор кажа мора да има заштита преку бадентер, преку балансер, преку почитување на легитимитет и така натаму. Тие механизми се однесуваат на немнозинските заедници. Мнозинските ги имаат бројките за да си ги поместат картите како што сега ги поместија, кога сметаа дека една левичарска проевропска опција не даде резултати, сега ќе одиме кон една десничарска, проунгарска, како ќе ја наречете, алтернатива, и тоа е сосема легитимно, но овој дел на политички квалификации ми е во ред, но морам да интерверирам дека заштитата од мајоризација, принципот на гласањето се однесува на институција во која тоа мора да се случува. Владата не е представничко тело. Владата е збир од гласови кои ќе поддржат одредена програма и право на мандатарот да ја состави со сиот ризик и правото на проценка дека ако избере такви како Никола Груевски 2006 или сега Христијан Мицковски, ризикова ситуација во која можеби погрешно ги пресметал потенцијалите на кризата или можноста да изведе политика. И тоа е негова одговорност. Прво, амандманот 6 од Уставот вели мора да се гарантира правична и еднаква застапеност на заедниците во институциите на системот. Под правична застапеност не подразбира само рефлексија на демографската реалност во бројки, туку значи и легитимитетот мнозинството граѓани на таа заедница. Затоа што основно во демократијата е да имате вие збор во донесување на одлуките во државата и во водењето на институциите. Во услови кога една политичка елита, во случајот македонска, во мултиетничка држава, детерминира волјата на другите етнички заедници, ние се враќаме во ситуација на моноетничка доминација во која што механизмите за заштита веќе се анулира. Јас знам дека сте умен човек, дека имате многу искуство. Ама сега, ако овие тези ги аплицираме за некои други контексти, ќе видите колку поужасно звучат. Значи, вие сте победникот кај албанците 2016 година, така? Да. Вие сте тие што треба да го пренесат легитимитетот. Да. Ама на страната на која што сакате да го пренесете легитимитетот, нема доволно гласови. Се собираат сите албански гласови, значи тогаш е во игра сиот легитимитет на албанците условно, затоа што е потребна бројка да се состави владата и така стигнувате до 67. Значи, тој тип на тврдење дека се пренесуваат легитимитети од ентитетите не е точен. Парламентот како представничко тело е тој кој ги затвора прашањето на представувањето. Јас зборувам за консоцијативна демократија, донесена со рамковниот договор, со уставните измени. Јас ги слушам дилемите дека прашањето на легитимитетот не е прашање на легалитет,
во државата. Јас тврдам дека е и прашање на легалитет, дека оваа влада, според составот, е спротивно на член амандман 6 од Уставот произлезен од рамковниот договор, дека не е правична во представување на институциите. Има многу практични причини зошто тоа е неодржливо. Знаете дека во 2006-2008 таа влада траеше 18 месеци. Јас ви тврдам дека нема да трае 18 месеци ни оваа влада. Бидејќи е аномалија, ова не може никогаш да се воспостави како нова нормалност, во кој што еден патрон на една етничка заедница ќе ја детерминира судбината на сите етнички заедници во услови кога се договоривме со рамковниот договор дека има прашања за кои што ние нема да дозволиме да бидеме мајоризирани од мнозинството. Еве сега ја гледав. Второ, се губи смислата на учество на избори на албанските политички партии, бидејќи ние се уште гласаме по етнички линии, се губи смислата зошто јас треба да се надпреварувам со опозицијата албанска и да бидам подобар. И трето, тоа што го кажувам, полека создаваме политичка елита на албанците, на која што поважно ќе им биде да биде во кохабитација со македонската политичка елита, отколку да има авторитет и атрактивност кај албанскиот народ. Полека станува детачмент помеѓу албанска политичка елита и народот станува сирак. Тогаш е најлесно да биде подложен на различни идеи во кои што ни една политичка елита нема да има, може да има влијание. Имаат многу поголем корпус на заеднички именител на теми што би сакале да ги видат хиерархиски горе, отколку ова заробеништво кое еднакво живее и во македонскиот кампус колку и во албанскиот кампус. Но ако препотентно себе се опишувате, дуи не сме ексклузивно легитимитетот на албанците. Зошто препотентно? Зошто? Еве сега ќе ви кажам зошто. Затоа што ако ги погледнеме бројките на застапувањето, во вашата партиничка група има тројца турци. Добро. Ако ги одземеме тие од бројката, во околности речеме кога Тачија напушти коалицијата, вие не сте ништо поразлични по бројката на представувањето во смисла кого представувате со коалицијата на Влен. Еве и без, иако рамковниот договор вели на заедниците, што значи на волјата на турската заедница е важна во формирање на влада, без волјата на мнозинската турска заедница повторно е нелегитимна владата. И без турската заедница повторно бројот на албански пратеници албанци е поголем на ДУИ, односно на фронтот е поголем на тој од Влен. Бидејќи нема друг објективен критериум ако не е еден глас. Утре ќе дојде една нова македонска политичка партија која што ќе добие и ќе избере едни пријатели како што сега ги имаат избрано со двајца-тројца пратеници, ќе имаат доволно за 61 и ќе кажат еве ги представниците на албанците. Па зар не правеше Милошевиќ така во Косово, кога именуваше Рахман Морина како председател на Косово, кој што не само што нема добиено ниту една поддршка од Албанија, туку од Белград го донесе човекот и рече овој ви е председател. Или назначи Сејдо Бајрамовиќ представник на Косово во федералните институции, во Косово не можеше да влезе затоа што албанците не го сака. Тоа е таа политика на наметнување на волја врз другите. И ова е во сршта на рамковниот договор. Можноста заедниците да се имаат свој збор во една консоцијативна демократија, да се имаат свое влијание. Затоа знам дека во вашите уши, па и на дел и од меѓународната заедница, не е сензибилитетот доволно во ова прашање. Но за нас, независно дали е ДУИ, мене не ми е важно дали ДУИ е во владата, дали победничката партија е во владата. Сега не верувајте, бараме парламентарни избори, не знаеки дали ќе победи ДУИ. Но важно во владата да биде партијата што ќе има еден глас, бидејќи само на основа на легитимитет кој што потекнува од мнозинската волја може да градиме еднаквост. Иначе све друго ќе биде на асиметрични основи. Све друго ќе расте криво во услови кога нема асиметричност. Кога вие би биле свесни, без да кокетирате, за условно силата на вашиот перформанс во собранието, вие ќе бевте тие кои ќе го ставеа на ризик во собствените проценки премиерот што прави и што визави тоа што сака да прави може да добие во парламентот, ама вие одлучивте дека нема проблем, ќе ви гласаме со 2/3 измене на закон за држава. Тој не можеше да има ваква влада каква што има сега ако вие не гласавте за измени на
на законот. Значи, пак ве враќам. Тоа што можете да го направите во парламентот се вистинските контролни механизми. Тоа што го испорачува владата е политики на мнозинство кое го создало, кое постојано треба да биде под проверка на собранието. Видите, тоа е дел од политичка стратегија за да се изложи една погрешна политика и да се истроши една погрешна политика. Јас ви велам дека оваа влада е и нелегална согласно амандманот 6 од Уставот и нелегитимна согласно непредставувањето на заедниците во неа, значи криво засадено дрво во кое што и најпаметните и најубавите цвеќиња и листови се криви заради тоа што стеблото е криво. И е аномалија која што никако не смее да биде новото нормално. Добре. И затоа ви велам, нашата клучна цел е како што 2006-2008 покажа дека е тоа аномалија во која што не се осудија повторно да ја повторат тогаш ВМРО ДПМНЕ за тоа што ги чинеше, истото и сега ќе се види дека да, може би е еден момент на вентилирање на една колективна фрустрација создадена преку пропаганда, пред се албанофобија, наталожена дуифобија и така натаму, и дека таа ќе ја вентилираме преку покажување на местото на дуи, пред се покажување на местото на албанците. Но зошто ние сме повознемирени овој пат, отколку претходниот пат? Затоа што претходниот пат беше чиста политика. Овој пат има стратегија, која што потекнува од договорот меѓу македонските политички партии крајот на 2022 година, под покровителство на олигархијата на криминалната приватизација, во кое што треба конечно да се одзема можноста албанците да бидат влијателен фактор во оваа држава, да им се покаже местото. Едната страна го искористи тоа за некаква неказнивост да добијат, другата страна за да може да си ја створи агендата, и тоа се случува сега. Знаете како? Во тоа соопштение, не знам кој го пишувал, знам на кој точно се реферирате, дека продолжува да живее тајниот договор Мицковски-Заев, во кој на Мицковски ќе му биде отворена вратата за елиминација на албанците, или тоа ќе биде цената во која Заев ќе добие за својата екипа неказнивост, изведена, велите во соопштението, преку корумпираниот олигарх Андјушев. И сега. Не знам дали имења сме спомнале, мислам дека е олигархија. Не, подоцна вие кога се занимавате во некоја кафана, кои седеле, што расправале, како се создал центарот, тоа е веќе сега пред изборите. Значи точно знам што ви зборам. И сега со тој човек сте седеле во влада. Односот кон вас е дека секој што не ве поддржува сега на патот на вашата политичка траекторија, која е потполно нејасна, ќе ги добие сите срамни квалификации. Тие ги добива СДСМ, таа ви возвраќа дека повеќе нема намера да меша секрети со вас, секој тргнува по својот пат, се извинува за грешките во мандатот на Ковачевски, и тоа се заедно ја прави прилично смешна целата сцена. Ова не е наратив кој што го правиме за некаква стратегија. Ние укажуваме на фактичка состојба, на фактички состаноци помеѓу конкретни луѓе во кој што е направен тој договор. И јас мислам дека тој договор е антимакедонски договор. Затоа што македонски оригинерен интерес е да има соживот и почит помеѓу македонците и албанците. Ова е некој импортиран интерес за да се создаде јаз, за да им се покаже местото на албанците. Три се столбовите кои ще се дел од договорот. Тоа го објаснувам постојано на моите интервјуа. Едното е легитимитетот, второто е механизмите за вето, тоа се бадентер и балансер, можам да објаснам како тие се анулирани со една одлука на Уставниот суд. И третото е јазикот. Значи, со овие три столба, целта е да се деградира државотворниот статус на албанците кој што е изграден со рамковниот договор, и тоа најдобро премиерот го кажува во Вашингтон, кога ја прашува новинарката Северна Македонија е мултиетничка држава, она со цел да му даде пенал да се пофали премиерот, и он вика да, 2/3 сме македонци и 1/3 се останатите албанци, да покаже дека албанците и заедниците под 20% се една група на малцинства. Неслучајно е ставен Стоилковиќ, раководител на Министерството одговорно за рамковниот договор. Бидејќи тука има една цел да се деградира државотворниот статус, да им се покаже местото на албанците преку овие три столба. Значи, легитимитетот го изгазија. Второ, бадентер го поништија со фактот дека Уставен суд
продолжи да разгледа закон донесен со Бадентер во моноетнички состав, Бадентер стана фарса. Значи, што може основното вето добиено со рамковниот договор, Уставниот суд во моноетнички состав да го разгледа и им елиминира, тогаш каква врска има Бадентер со Уставниот суд? Која е целта на Бадентер? Целта на Бадентер е за да албанците имаат, односно немнозинските заедници, имаат право на вето за над 70 закони кои што се однесуваат на... Знаете каде? Така, во тие прашања. Така. Сега, ако Уставниот суд има право во моноетнички состав да ги разгледа законите со Бадентер, тогаш Бадентер е еден контролен механизам, како ова првото гласање во собрание во кое што председателот може да... А тие разменуваат ли правни предпоставки или етнички крвни зрнца? Не разбирам. Значи, што очекуваме од уставните суди? Зашто има суди од немнозинските заедници во Уставот? За да гарантира инклузивност. Уставниот суд е круната на системот. Ако Уставниот суд почне со, иако албанците и турците ја напуштаат седницата, они продолжуваат да го разгледат законот за јазикот на овие тројца суди. Знаете како им заличе на луѓето? Како тој последниот југословенски конгрес во кој словенците ја напуштаат салата на конгресот во Белград, а Милошевиќ вика дајте да продолжиме, што ако словенците... Мислите дека луѓето воопшто разбрале пред ефективно да дојде на дневен ред, како се вели, таа тема, или толку многу ви веруваат во сервирањето на информации за што точно се работи? Не е сервирање. Оти вие им објаснувате дека ке падне законот за јазиците. Крв сме давале за тоа, нема да дозволиме. Ескалацијата сега оди... Оливера, објасни ми како може Уставен суд во моноетнички состав да разгледа закон донесен со Бадентер. Која е улогата на Бадентерот во таква ситуација? Станува една фарса, едно шоу во кој што као ние ќе спречиме, нешто ќе донесеме, Уставен суд ќе ти поништи. Во моментот кога круната на системот почнува да се дели по етничка основа, тука почнува крахот на системот надолу. Затоа беше таа одлука само да се разгледа, да продолжи состанокот, иако овие тројца излегоа, беше најсериозниот удар кој што ќе се пишува во книгите хронолошки за Северна Македонија, за еден од мајлстоновите на негативните мајлстонови на оваа држава. И второ, го поништија балансер, и тоа не само со поништување на балансерот, туку со забрана институциите да ги идентификуваат граѓаните по етничка основа. Па цел рамковен договор е заснован на демографската реалност. Знамето се засновува на 50% во една општина или на ниво на држава, јазикот на 20%, правичната застапеност во зависност од процентите. И Уставен суд вели, ако државата ве идентификува по етничка припадност, тоа е кршење на фундаменталните човекови права. Кого ако го идентификува? Граѓанинот. Ма не е точно. Целиот... Административецот. Не е така. Не е така. Вие добро сте виделе, знаете како ме доведувате сега во ситуација? Дали вие сте го прочитале? Да се откажам од прашањата за интерпретациите на ВМРО, како сте се однесувале кон протоколот со Бугарија, затоа што начинот на кој што сега површно, тенденциозно шпекулирате, тоа го кажам. Ама јас не шпекулирам, јас го кажувам издвоеното мислење на судиите. Дали сте го прочитали? Колку акти тангираше одлуката на Уставниот суд? Оливера. Каде е таму граѓанинот? Закон за јавна служба, закон за административна... Ама дозволи. Прочитајте го издвоеното мислење на судиите кои што ја напуштија седницата. Сушто вие постојано се обидувате да тврдите дека тие имено не ја користат ситуацијата да имаат неправни описи. Они имаат право да блокираат прашање за разгледување на теми донесени со Бадентер, дури ако само им текне. Мора да има инклузивност. Они мора, чисто како мнозинството на немнозински пратеници имаат право да одлучат како што сакаат по тоа е теми опишано на во вето. Уставот. Ова вие нешто си имплантирате дека тоа се подразбира. Затоа што затоа има судии од етничките заедници. Која е логиката да има Бадентер ако може Уставен суд да разгледува прашања донесени со Бадентер без представниците на етничките заедници? И тој не повредил права со таа одлука. Видете.
Дури, еве ќе речам, дури и постапил согласно записите на вашата влада во однос на стратегијата за промени на администрацијата, во која исто за алатката се однесувате. Вие сте искусен новинар и знаете дека интерпретациите на Уставниот суд се преседан по кој што потоа се носат други интерпретации и одлуки. Фактот што Уставен суд спомнува реченица идентификување на граѓанинот врз основа на етничка основа е кршење на фундаментално човеково право. Утре може таа реченица да биде основа на целокупното интерпретирање на кога пратениците ќе треба да се запишат која етничка припадност за Бадентер да го дефинираат, некој да каже Уставниот суд веќе рече дека е фундаментално кршење на човековите права на пратениците да ги тераш да кажат која, бидејќи било субјективно чувство. Замислете, викаат субјективно било чувството на етничка припадност, денес сум македонец, утре може да се чувствувам албанец. Ако може тоа да важи за административецот, зошто таа суштинска интерпретација нема да важи утре за пратеникот? А нема да важи затоа што според Уставот тоа е механизам кој нужно побарува да се легитимираат затоа што имаат алатки кои го определуваат гласањето во собранието. Дали памтите дека една пратеничка во време на ВМРО смени... Тоа беше основата поради која дојдовте на краја до Мајскиот договор. Паш за тоа зборам дека и тогаш не беше пишано дека мора пратениците да си ја кажат својата етничка припадност. Не, тогаш беше тоа трансфер, од Влаинка. Така. И после, кога увидовме дека ова е спротивно на принципите на рамковниот договор, духот се претвори во законско решение. Духот на рамковниот договор вели не смее Уставниот суд да поништува одлуки донесени со Бадентер, закони донесени со Бадентер, ако нема Бадентер во собрание. Не мора тоа воопшто да биде пишано за да се подразбира дека рамковниот договор им даде на мнозинството, не мнозински пратеници им даде право на вето. Не ли ви изгледа претерано или политичка корентност дека ова е моментот, ќе искористиме првата сцена, тоа е одлуката на Уставен суд, ќе можеме да неа да аплицираме од 13 иницијативи, тие се стегнати во една, има веќе реферат, следната недела ќе биде подготвителната седница и во мај Уставниот суд најавува дека ќе донесе одлука. Ништо од страшните аспекти за кои вели крв ке дадеме Али Ахмети, тие треба да важат се додека се раѓаат деца, додека сонцето изгрева, тоа се поетски. Во основа, вие сте ветиле како влада дека забелешките на Венецијанската комисија ќе ги вградите, тоа е прво. Во рефератот се подразбира дека ќе биде интервенцијата кон судските постапки, за кои најдолго се изјаснува Венецијанската комисија, кои може да доведат дисторзии, кои повеќе ќе одат на штета за фер и правично судење, отколку за и инаку вели високиот стандард кон кој Македонија тргнала во исполнувањето на јазичните права. Ова е релативизирање и субјективно пристапување кон проблемот. Да се однесе законот за јазици во Уставен суд е исто како да се однесе Преспанскиот договор во Уставен суд. И уставните судии да најдат некој член од Преспанскиот и да кажат ова не се вклопува со нашиот устав или пак од договорот за добрососедство со Бугарија. Зошто е тоа апсолутно табу да може Уставен суд да разгледа еден меѓународен договор, а може да разгледа меѓународен мировен договор. Па и Охридскиот договор е меѓународен договор. Потпишан е од НАТО, потпишан е од Европската унија, има донесено мир. Уставните судии добиваат, не може да ценат неговата уставност и законитост. Значи, уставните судии што прават со ова разгледување? Тие унилатерално сакаат да го ревидираат рамковниот договор. Јас разбирам да има процес во државата во кој што ќе кажеме, видете, аутдейтирани се некои работи и ќе седнеме сите страни, ќе ги викнеме и меѓународните... Така, дели и извештајот на Венецијанска комисија, дека треба да седнат сите... Сега ќе дојдам јас кај Венецијанската комисија. Прво, фактот дека разгледува закон за јазици кој што е етнички компромис меѓу двете заедници 15 години после потпишување договорот. Јас сум бил координатор од страна на ДУИ. Секоја запирка во тој закон е предмет на компромис, предмет на баланс на ставови во тој закон. Секое чепкање на една запирка во тој закон ја губи рамнотежата на ставовите на заедниците. Сега ќе ми дозволите само малку за граѓаните
колку ова кога го оставите вака, вие зборувате како дека ова е не знам какво чепкање, темели уредба на само да ви кажам. На пример, еден од членовите кои што ќе бидат третирани од Уставниот суд е да речеме дека кој од Преспанскиот договор ќе разгледуваме уште исто така некој член? Не, сега сакам да ви кажам, да речеме. Не, ама ќе мораме и Преспанскиот да го однесеме уставен и договорот со Бугарија. Слушајте ме што сакам, не може да ги однесеме законот за јазици. Иста категорија на меѓународни договори плюс овој е мировен договор. Исто е. Кој е меѓународен договор? Меѓународен договор затоа што е гарантиран од НАТО и потпишан од Леотар Пердју, значи од НАТО, од Европската унија и Соединетите американски држави. И тоа го прави меѓународен договор. И тоа го прави со меѓународни гаранции во кои што секое чепкање на рамковниот договор значи ново репреговарање на рамковниот договор, а не одлука на уставни суди со цел да имплементираат партиска програма на владеачка политичка партија. Бидејќи знаете дека двете одредби кои што ги разгледува Уставниот суд, беа во изборната програма на ВМРО ДПМН пред овие избори. И всушност се станати екзекутори на партиската програма. Но ако мојата поента е дека вие можевте да ги завршите според вашето ветување се што ќе биде забелешка на Венецијанска комисија, ние ќе го вметнеме подоцна, дајте сега да ја завршиме работата, дури и безобразно од владата ги повикувате пред третото читање ВМРО да се вратат, еве ви ветуваме, Венецијанската комисија се останат. Например, има буквално превод, каде што овој закон се занимава со прашањето на символите на монетите, иако тоа не би требало да стои во регулатива на законот. Тоа е една од измените. Другата е за судските постапки. Звучи како премногу врева во која на граѓаните им велите паѓа темелот на Охридскиот договор, за ова сме се борале, за ова крв, за ова точка, за ова запирка. Иако приказната со законот за јазиците има различни фази, се согласувам дека немаше политичка волја за таков напредок каков што добивте во последната фаза со Зоран Заев. Не знам дали разбираме тежината на преседанот во кој што највисокиот државен орган почнува да донесува моноетнички одлуки за прашања кои што ги засегаат најважните прашања. А вие сте сигурни дека овие нема да се вратат? На заедниците. Не знам. Не можам да зборам во нивно име. Значи одлука уште не. Дозволете да кажам како се случи со Венецијанската комисија. Ние имавме политички договор дека покрај моментални актуелниот текст на законот да има и уште две одредби. Двојазичност во униформите на армијата и во банкнотите. И трет став имате за уплатниците и се останато бидат политички договор. Имавме политички договор. Кога седнавме да преговараме, тука се кочеше процесот во делот на униформите и двојазичноста. И аргументи, не армијата спаја, банкнотите не спајат. И ние рековме вака, окей, ќе го изгласаме законот без овие одредби, а овие одредби ќе ги однесеме во Венецијанска комисија. Значи, одлуката на влада, може да ја најдете, во Венецијанска комисија на анализа се праќаат само двете одредби, униформи на армијата и банкнотите. Но тоа не е точно. Ама дозволете, пошто јас бев во Венецијанска комисија да го одбранам законот. Таму ни рекоа, ние не можеме двете одредби да ги анализираме изолирано, ни треба целиот закон и ќе го коментираме целиот закон, таа ни е праксата. Кога доаѓа извештајот, за овие две одредби даваат пас, но наоѓаат забелешки во практичноста на употребата во судството. Сега, не можеме ние советодавниот извештај на Венецијанска комисија да го разгледаме cherry picking, тоа што ни се допаѓа го земаме. Ако правиме ги прифаќаме забелешките за судството, мора да прифатиме за банкнотите и за униформите на армијата, бидејќи тоа е мислење на Венецијанската. И затоа ние тогаш рековме, добро, Венецијанската комисија даде некои практични насоки, нема политичка, етничка волја, односно нема консензус етнички, тоа да се најде компромис, овој закон не може да биде предмет на легалистичка анализа. Тоа е мировен договор, во кој што може да се смени само ако страните повторно седнат по меѓународно, дали во Охрид, дали во Скопје, и ќе кажат, чекајте, аутдейтиран е договорот, дајте нешто да додадеме, да одземеме, да го направиме помодерен. Тогаш може, и тогаш мора да има консензус од двете страни. Ова е упад врз рамковниот договор. Ова е создавање на преседани кои што ќе ни удри по глава утре. Фактот, страшен е фактот, што некој собрал сили да го продолжи состанокот, знае дека излегува не само албанците, излезе и турчинот, уставен судија.
кој што нема врска со, да кажеме, еве, некој интерес на албанците, туку си бил како представник на заедниците. И овие продолжуваат во етнички состав. Ти знаат кога бил гласан. Тие продолжуваат во моноетнички состав да разгледаат јазикот, најболното прашање, најважното прашање. Па тоа е јас ви велам, во книгите ќе се чита за мајлстонот на деградирањето на меѓуетничката хармонија во оваа држава. Јас разбирам дека ова е политички доволно корентно, да се постави доволно општо. Ама не е корентно зашто ние не сме го иницирале. Иницијативата е на ВМРО, ДПМН и 12 други иницијатори. Ние велиме, нека се затвори ова прашање, нека се тргне од дневен ред. Уставен суд треба да каже Законот за јазици е дел од рамковниот договор. Ма како вие им кажувате што да кажат? Преспанскиот, рамковниот и договорот со Бугарија не можат да бидат предмет на легалистички анализи од страна на Уставниот суд. Бидејќи една од причините зошто се оспорува. Јасно е дека чисти меѓународни договори постфестум не може да бидат гледани на тој начин. Знаете дека една од причините апсолутно вашето толкување дека бидејќи биле гаранти меѓународна заедница не го прави меѓународни договори не е точно. Една од оспорените причини е затоа што Иванов не го потпишал Законот за јазици, туку председателот на собрание 2 пати. Чекајте, па и Преспанскиот договор Иванов не го потпишал. И тој не е прифатен. Тоа не е сега во новата иницијатива. Зошто тогаш не ги праќаме и Преспанскиот и рамковниот договор? Се обидувам да ви кажам дека тежината на рамковниот договор е дури посилна од тежината на Преспанскиот договор и од договорот за добрососедство. И затоа не може вака да се третира, бидејќи е тоа премногу кратковидо. Кога ова Дуи го кажува, еве Дуи се заканува. Дуи не се заканува. Дуи укажува дека ваквото однесување во мултиетничка држава е страшно сериозно прашање. Бидејќи сте дигестивен хирург, предпоставам знаете се околу цревата. На многумина им се бурбати од оваа приказно, независно дали се македонци, албанци, но тоа е на ова како се вели лента. Како вие успевате да проектирате дека ова, ама токму ова, по вашите наводи, сосема извесно ќе предизвика политичка криза, независно биле вие во шпицот, биле лидери на таа полемика или не, и тоа секако ќе доведе до неможност за одржување на локални избори. Криза, ние сакаме да се тргне ова прашање од дневен ред, да си го затвори Уставниот суд ова прашање. Не ни требаат такви теми на враќање назад. Ние треба да се вратиме на темите кои што ни се курентни. Инфлацијата. Вие не може да му кажувате на Уставниот суд што ќе прави, тоа е логиката. Ама Уставниот суд не сме да во агендата на дневниот ред да има партиската програма на владеачката партија. Затоа што балансерот има точка и страна во партиската програма. Сега знаете како малициозно, ама ќе ви кажам. Ако Дуи смета дека може на својата листа за пратеник да го има председателот, бившиот председател на Уставниот суд, некако кредибилитетот, сега вие овие да ги препознавате дека се... Ма тој е бивши, што има врска тоа. Не зборам за актуелни, тие се важни. Актуелните не смеат во агенда да ставаат партиска програма. Иницијативите се стигнати многу пред ВМРО ДПМН да ја објавил партиската програма. Од кога е таа иницијатива? Од кога е таа иницијатива? Знаете кој е прв на листата? Знаете кој е прв на листата на пријавени за иницијативата? ВМРО ДПМН, добро. Ва што зборуваме? Гледате дека е еден извор на целата приказна. Дека е политички мотивиран процес. Но тоа не значи дека на Уставниот суд треба да му се залепи етикета дека теледиригираното и само посмешно од ова ми е тврдењето на Влен дека ова со Уставниот суд е иманентно ваша игра, од вас се бирани, вие создавате оваа сцена за да ја дрмате ситуацијата и да доведете до дестабилизација. Јас целосно го почитувам Уставниот суд и уставните судии. Јас велам дека не е во нивна надлежност да разгледуваат трите договора. Они треба да сфатат дека трите договора не се предмет на нивното дејствување. И второ, никогаш не смееле на сон да помислат дека можат
во моноетнички состав да разгледаат прашања донесени со Бадентер. Бидејќи тоа е најголемиот удар. Сега би рекла јас, јаките стручњаци што знаат што треба да прави Уставниот суд, ако може да си дозволат од собраниска говорница да ни најават дека ќе побараат интерпелација за уставните суди, што знаете дека е невозможна операција. Јас само ви интерпретирам издвоеното мислење на уставните суди кои што не присуствуваа и не сакаа да легитимираат едно такво инструментализирање и удар врз еден од столбовите на Република Северна Македонија, а тоа е рамковниот договор. Јас ви велам дека има едно цело сценарио. Планот бил... Што не ги прави помалку пристрасни, да речеме, ако зборувате со тој речник. Планот бил трите столба на државотворноста, легитимитет, механизми и јазик да бидат деградирани. При тоа ќе се користат сите механизми. Уставен суд, политика, влада, влен, се тоа инструменти на реализирање на овој план. Ние само го деконспирираме и им укажуваме на граѓаните. Грешкави е пристапот, зашто македонско-албанскиот соживот, чувството на албанците да имаат амбиција, да имаат премиер, да имаат и министер од било кој ресор, е најголемиот асет на унитарниот карактер на оваа држава. Мораме да направиме пауза за реклами. Изгледате понекогаш прилично афективни и веројатно тој стрес друг ја води играта, друг знае колку сака да пенетрира, сметаат дека вие сте едно совршено друштво во кое само изборот кон кој ќе се тргне, велат докази безброј. Некои од приказните почнуваме да ги гледаме. Разочарувачки е дека тоа не се некои момци од ДУИ, туку тоа се главно луѓе од периметарот на Зајас или од периметарот на Мала Речица. Ова со Артан Груби е толку совршено сведоштво за токсичноста на политичко-обвинителските спреги, бидејќи Црната листа тврди дека се работи за мито на човек кој бил прв потпрес. И сега кога претходно ве слушав, колку е важно да имаме албанец, колку е важно. Имавме прв подпредседател, вие сега велите, тоа лично што било, нека види Артан Груби, ние со тоа немаме ништо. Прв подпредседател на влада. Тоа ви беше толку горделиво да го раскажувате, а не можете никој да одречете дека медиумите не известува што се случува и со таа лотарија, и со овие мазут картели. И знаете каде завршуваат сите тие врски. Впрочем, тоа е проблемот зошто веќе перцепцијата на граѓаните апсолутно не оди кон оваа голема жал за албанските права кои ДУИ решила дека ќе ги сочува. Дали сте свесни за тој психолошки момент и дека должите одговор или начин да се реферирате малку поинаку? Пак, прво, никој не може да се пофали со борба против корупција за поранешната власт. Бидејќи тоа е опортун партиски интерес на секоја нова власт. Со борба против корупција може да се пофали само тој што се бори против актуелната власт. Тогаш покажува дека нема селективност, дека не го прави тоа за да добие политички поени пред изборите, за да им наштетува на можните предизвици за наредните избори. Така да, прво, никој нека не се пофали со ниту предходната власт со ВМРО, ниту сегашната со предходната, бидејќи најлесен начин и најопортун партиски е да се борите против предходната власт. Тие немаат никаква можност да се бранат, уште во предистражни постапки. Ма вие треба да се борите со лошите момци во своите редови. И ние тогаш, меѓутоа чисто, пошто гледам се обмисла дека ќе профитираат политички преку ова Ма не знам они што сакаат. Јас ви велам дека борба против, не сакам да кажам. Дека проблемот на таа влада е што апсолутно не се реферираше на ниеден од одличните предупредувања, а сега сведочиме дека во заднина тоа беше договор на братските картели. Јас не мислам дека треба да коментираме постапки во предистражна, истражна, бидејќи што ако утре испадна дека не било така, не сакам да бидеме ко владата. Гледате дека владата се однесува како обвинител, како судија, луѓето се веќе прогласени за виновни во услови на ставот на ДУИ.
никого ние не штитиме, ниту превземаме колективна одговорност за било кој за кој ќе се докаже во постапка. Ама не ова што се случува, со тоа го кажав на едно друго место, тоа со Робеспиеровата кампања на се вие фино смислувате. Се ова што сакате да го кажете. Оставете ги дека има, кажав на едно место, повторно сакам да го повторам. Знаете која е целата кампања овде дека кој не плаќа струја? Албанците не плаќаат струја. Немаме уште многу време, ако сакате Албанците не плаќаат струја. Албанците не плаќаат данок. Албанците имаат криминални политичари. Ова концентрирана ден да коментира судски одлуки. Ниту обвинителски одлуки. Оставете ги судиите нека си ја завршат работата. Дуи беше единствената партија што пушти закон за ветинг. Побара прави внатрешен ветинг. Повикуваме да викнеме меѓународни експерти и првите досиеата лидерите на политичките партии да ги дадат во таа комисија на меѓународни експерти, ама сите одеднаш да ги однесат сега досиета сакате, на и да ги пример, разгледат. велите останува политичкиот живот. Тоа е, да речеме, примарната намера ти во принцип е прилично тешко да се докаже. Да не им се дозволи, мојот предлог тогаш беше да не им се дозволи учество во јавниот живот и учество во јавните набавки. Знаете дека Ахмети беше на црната листа? За 2001. Добро. Замислете да имавме таков закон, некои велат ќе бевме спасени од овој човек на волку години во кој... Знаете кој вика ќе бевме спасени? Тие што уште гледаат на албанците како закана во оваа држава. Па да речеме порани можеби така, ама сега како му ги гледаат фамилиарните стебла од внуци, зетовци, политички пријатели, не мислат така. Тоа се шпекулации, видите. Јас тоа сакам да кажам. Оригинерен, македонски интерес е да има македонски-албански соживот. Импортиран интерес е да има ваква омраза кон албанците, преку албанците, покривајќи се преку Дуи и преку Ахмети. Ке се спасевме од овој човек. Кој? Од човекот што еден народ го внесе во институциите, а можеше алтернативно решение да најде. Од човекот што направи све за да бидеме членка на НАТО, за да можеме сите да бидеме заштитени. Кој што направи све за да можеме да станеме членка на Европската унија, за сите да ги имаме благодети од тој процес. Од тој човек сакавме да се спасиме. Тоа е само омраза, Оливера. Тоа е само албанофобија. Немате ниту еден аргумент македонците, државата Северна Македонија, да мисли дека можеше да се спаси од Али Ахмети, ке имаше некаква корист. Стабилноста, мултиетничката демократија, имиджот на државата, НАТО членството, ЕУ процесот, се дело на работата на Али Ахмети. И затоа ме нервира ова анблок, како да кажам, предрасуда кон луѓето само заради тоа што бил партнер имаше ли во таа операција? Јас и понатаму сметам дека да не беше волјата на СДСМ распоредена во различни епизоди и таа клучна после 2002 и особено ова од 2017. Не сум сигурен. СДСМ без нас не можеше да заборави фино вика Сартан Груби дека истиот текст на законот за јазик шетал низ Белата палата исто така обидувајќи се да им забрани да приговараат на текстот. Заедно го направивме тоа, но знам дека Ахмети беше внесен целосно за прашања кои што се најголемиот македонски интерес. Готови сме. Унитарна држава. Готови сме, сакам само. Ама многу ми е важно. Унитарна држава, НАТО членка на Европската унија. Ако за овој човек требаше да се спаси државата, ке немавме унитарна држава, ке немавме НАТО членство и сигурно ке бевме во некоја проруска провиниенција. Тоа е спасувањето од Али Ахмети. Меѓутоа, за жал, некој друг импортирал кај македонците и импонирал таков став кон Ахмети и кон албанците. Не е интерес македонски да има таков став кон луѓето кои што толку се вложија оваа држава да биде унитарна, НАТО членка и ЕУ членка. Нашиот термин истече, на вистина сакав само кратко околу аспектите за ЕУ интеграциите, меѓутоа еве ме предупредуваат дека буквално го поминавме времето. Можете ли само кратко, што препознавате во изјавите од Брисел и успешноста на нашата влада
тоа како домашна дебата скоро сосема да исчезне. Сега сме во друштво со Трамп, сега имаме други партнерства, други интереси, ова веќе не е тема. Мене ми е жал, например, гледам и СДСМ веќе не ја наметнува темата Европска Унија, затоа што тоа не веројатно калкулира дека не буди некаков ентузијазам кај граѓаните, и тоа сум го кажал дека најголемиот ризик за оваа држава ќе биде кога ЕУ тикетот нема да биде победнички тикет на избори. Прв пат на овие избори ЕУ тикетот беше губитнички во делот на македонската политичка сцена. Мислам дека оваа политика брзо ќе покаже, ќе удри на надзид, дека граѓаните ќе почнат да сфатат дека ние имплодираме внатре, дека се изолираме додека другите се движат, и полека ќе спласне таа колективна фрустрација и ќе се нормализираат односите. И уште едно да кажам, во делот на ЕУ ние се нудиме да помогнеме на владата во било кој дел, само за да го изодиме патот, бидејќи тоа е наша филозофија. Државата да ја задржиме еднаква и унитарна, НАТО и Европска Унија. Тоа се нашите политики. Све друго е пропаганда, е албанофобија и е туѓ интерес импортиран од север. Благодарам што вечерва бевте мој гостин. Имам чувство дека на оваа тема апсолутно неприфатливо за мене како граѓанин живее една дискредитација дека токму пред тоа што се викате Бујар Османи, вие сте бил така лесен во распродажбата на македонскиот идентитет. За жал, можеби ќе задоцниме во враќањето на темата и во суштината што пишува во документите и како треба да ги исчитаме. Навистина немаме реченица време. само, една реченица. Јас со Коцијас разговарам со македонскиот јазик, за македонскиот јазик без камери, во кој што јас сум вложен ко за нешто најсвето мое. Излегувам од средбата со Коцијас, читам изјава на Заев во кој што вели албанскиот јазик треба да биде официјален. Тогаш реков, успеавме. Јас, Бујар Османи за македонскиот, Зоран Заев за албанскиот јазик. Тоа е иднината на оваа држава. Све друго е национализам со цел создавање магла за да може да се фати системот и да се продолжи со процесот на ограбување на државата. Благодарам што вечерва бевте мој гостин. Почитувани, ви благодарам што не следевте, останете со програмите на Телма телевизија. Пријатно.